Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев и председателот на Советот Ристо Сакалиев од името на локалната самоуправа Кавадарци и Советот на општината Кавадарци на сите фудбалери и управата на ГФК Тиквеш и се заблагодарија на овој спортски колектив за големиот успех, врчувајќи им признанија за пласменот во најелитното фудбалско првенство во Македонија, првата македонска фудбалска лига. ГФК Тиквеш по пауза од 17 години влезе во првата македонска фудбалска лига. Да подсетиме, последен пат Тиквеш играше во ова надпреварување во сезоната 2003-2004, пошто падна во втората, па и во третата лига, но сега целиот град, јавноста и навивачите конечно се радуваат на тоа што нивниот миленик се врати во елитата на фудбалските случувања, токму победувајќи го Силекс како последна пречка. Овие две екипи пред 2 години, на 5 јуни 2019 година, одиграа ист ваков бараж. Тогаш Тиквеш во полуфиналето го совлада Лабуниште со 6:3, ама потоа загуба од Силекс со 3:2 и не успеа да се врати во првата македонска фудбалска лига. Се реваншираа нашите фудбалери. Тоа го видовме сите и се радувавме на нивниот успех на победата од 1:0 на националната арена Тодор Проески. Сега кога се е познато и остварена е најголемата спортска желба на градоначалникот Митко Јанчев, фудбалерите, управата, највачите на Лозар Исток и сите љубители на фудбалот кај нас, добро е малку да се порадуваат на големиот успех и зад нас да ги оставиме шпекулациите и негативните коментари. Само единствен клуб со управа и играчки кадар и навивачи може да жнее успеси. Јанчев најави дека големиот успех не е случаен и ќе работи понатаму на афирмација на Тиквеш и спортскиот дух на Кавадарци. Денеска, после големиот успех на нашите фудбалери и управата на ГФК Тиквеш и пласирањето во прва лига, честа задоволството е на наша страна и огромна, и како општина, и како град, а и како носители на функција. Ова денешна церемонија која што ќе направиме, да дадем по една плакета благодарница за сите оние што придонесоа да Тиквеш после 17 или 18 години влезе во прва лига. Еден почеток на една нова историја, еден почеток на делот каде што почнуваме таму кај што ни е местото, а тоа е во прва лига и носење на добри резултати. Морам лично да се благодарам на сите фудбалери и како што и рековме пред баражот, дека имаат обврска да го внесат Тиквеш во прва лига, сега ние имаме обврска да го менаџираме сето тоа и обврска лична и према фудбалерите, меѓутоа и према цела управа. Уште една честитки, благодариме за Арно Зубо. Јас како председател на фудбалскиот клуб Тиквеш сакам да заблагодарам прво до сите фудбалери, до управниот одбор, до градоначалникот на град Кавадарци, до председателот, до советот, до сите граѓани, до лозарите, до цела општина кои што веруваа во нас, кои што не бодрија до последното и ние тоа го оправдавме со нашиот успех. Јас верував во овие играчи и затоа ги донесов тука, сите заедно сплотени. Цела година се спремавме и докажавме дека работиме правилно, кој што може само да донесе успех. Со тоа се заблагодарувам на сите што го дадоа максимумот и успеавме во нашиот успех. Се заблагодарувам до сите што не напаѓа, ни дадоа повеќе поддршка, повеќе морал да работиме и да успееме. Уште еднаш, фала ви многу. Ја од името на Советот исто ги поздравувам играчите, тренерот посебно, градоначалникот и председателот, лозарите и останатите граѓани. Ја го знам спортот, али фудбалот најмногу го сакам, ама сум дел од друг спорт и најмногу го почитувам. Фудбалот заслужи Кавадарци да има прва лига. Наметнавте една дилема сега и терет еден на градоначалникот, што за него нема да биде терет. Што од утре? Колку пари и колку години ќе бидеме во лигата. Значи, се влегува во лига и желбата да останеме во лига е голема. Сега тој проблем е наметнат од ваша страна, позитивен проблем, што ние мора да го решаваме. На тоа ќе преминеме од утре, а сега да ви честитам од срце, од сите советници, од администрација, направивте една историја. Историјата се пише и останува за долго време. Кавадарци го заслужува ова. Јас сум најрадосен што програмата на градоначалникот
беше дека Кавадарци во прва лига, да ви кажам, ја и не верував. И многу сакав ова желба на градоначалникот да се исполни. Кога гледав утакмицата ми се стори дека една година седам пред телевизор и гледам. И јас сум најсреќен што прв пат да видам градоначалникот да се радува како мало дете, а тој не се радува на ситни работи. Ова е голема работа.
Даниел Делов. Най-любавното дете.
Ај, Колеси! Колку би запали почиту се Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.